Предмет и содржини на овој визуелен запис е електронско представување на монографско-публицистичкиот повеќе деценијски труд на најплодниот писател, односно хроничар и аналист во општина Пробиштип, Стојан Стефановски Лесновски, во периодот од последната четвртина на 20. век и првата четвртина од 21. век, од првиот публицистички труд, односно напис во 1978 година и последната монографска книга од символичното име Алманах, напишан и издаден по повод одбележувањето на златниот јубилеј 50 години од матурирањето на генерацијата ученици од Рударско-геолошкото техничко училиште во Пробиштип во 2023 година. Јас, Стојан Стефановски Лесновски, како хроничар на времето и настаните во општина Пробиштип, како влюбеник во Пробиштип како свој град, влюбеник во општината Пробиштип како општествено-политичка заедница, во која што ги остварив сите мои постигања во сите области на моето живење и работење. Имам убава можност преку овој аудио-визуелен приказ, преку електронски средства, да својот творечки опус на напишани монографии и новинарски текстови на еден начин ги приближам до идните генерации и да останат еден спомен за подолго време, електронски спомен на настаните средствата, формите, сликите, постигањата, имињата на луѓето, нивните постигања и така натаму, со еден збор прегледот на историјата на Пробиштип од крајот на 20-тиот и почетните години, односно почетните 3 децении од 21. век. Во тој смисол, особено ми е драго што можам преку ова средство на информирање, кое што е по иницијатива на брачниот пар Пеншови од Пробиштип, кои исто како мене практично го сакат својот град, го сакат Пробиштип, се влюбеници во Пробиштип и со својот ентузијастички труд досега на тој план има доста постигнато на афирмацијата на Пробиштип, а со ова моја скромен прилог ќе дајеме уште покомплетна слика на Пробиштип да стигне до сите краеви на светот за луѓето заинтересирани за овој град, за оваа општина и за овие настани и случувања што се во текот на изминатиот половина век се случувале во Пробиштип. Кога го спомнувам тоа минатиот половина век, да кажам дека практично моите залагања и иницијативи и идеи за пишување на моите монографско-публицистички трудови се темелат и се поврзани со одбележувањето на најразлични јубилејни годишнини по повод на кои се издаваат книгите, а тоа најчесто се 50 годишнината или така наречениот познат златен јубилеј на нешто, на некој настан или на некој историја и така натаму. Па токму така и се поставени најчесто моите монографски публицистички дела, односно преку книгите, кои што сега со оваа прилика преку електронски ќе ги оставиме на идните генерации, се поврзани со разни видови јубилеи. Кога сме кај јубилеите, да кажам дека практично ова година, ова и претходната година се мои и лични и општествени јубилеи, бидејќи во тој период јас одбележав 60 години од мојот брак со мојата брачна другарка Славјанка Стефановска, моминско име Јанева, кој го одбележавме на крајот на 2023 година.
Моите почетни монографски активности практично се во 1978 година, кога најголемата работна организација во Пробиштип, Роднице Золово и Цинк Злетово, ја одбележува 50 годишнината од своето постоење, односно до отворањето на родниците во 1928 и до таа 1978 година. Всушност, тоа беше еден монографски труд од група на автори, 10-15, меѓу кои текстот за Пробиштип ми беше поверен мене да го напишам и јас го напишав тој текст кој што се наоѓа во оваа монографија од страна 98 до 104 под наслов Пробиштип од рударска населба до современ град, во која што се дадени комплетните податоци за родниците Злетово, за Пробиштип како град и населба. Сепак првата комплетно монографска публикација е моето дело напишано во 1984 година со содржина на спомен борците од Народно-ослободителната борба. Практично тоа беше зборник на паднатите борци во текот на Народно-ослободителната борба, издадено од страна на Општинскиот одбор на Сојузот на борците на Пробиштип, која авторската работа на овој труд ми ја повери мене и во тоа успеавме да напишеме, подготвиме и да издадеме оваа монографска публикација, која што, иако прва, моја лична, сепак јас ја сметам за темел на мојата монографска работа, а времето во кое што беше издадена, така да се каже 1984 година, е уште непознато за Пробиштип како мал град, за промоција и така натаму, па затоа практично промоцијата на овој мој прв труд беше и во организација, и во реализација, и во промоција од мене лично. Сам морав да ја промовирам, бидејќи немаше традиција во градот за нешто тако, а тоа се случи во холот на Домот на културата, односно во холот на киното Рудар, каде што пред мал број на присутни граѓани, пред се гости на таа свечена академија по повод 30 годишнината од ослободувањето на Пробиштип од 44 година, значи до 77 година, и од 44 до 1974 година, и на тој начин направивме една многу интересна, но и богата по содржина, со фотографии на сите паднати борци, поделени по целини во рамките на нивното дејствување, починување и така натаму, така да тоа представува еден висок морален чин на граѓаните на општина Пробиштип, со што беше потврдено и со големиот тираж, бидејќи тој мој монографски труд е во најголем број тираж од сите мои дотогаш и потоа пишувани монографско-публицистички дејности, бидејќи беше отпечатена книгата во 6000 примероци, а главен спонзор, финансиер на целата таа работа беа родниците Золово и Цинк Злетово Пробиштип. Затоа, навистина, овој, иако прв мал труд, но многу вреден, документарен, богато содржаен и сликовито представен со многу елементи на карти, фотографии и дејствување на партизанските одреди, со акцент на нападот на родниците Злетово меѓу 3 и 4 април 1944 година. Со тоа оставивме печат, оставивме напишан труд за вечноста, за генерациите и што живеат и што ќе живеат и во сега што живеат и ќе живеат во иднината. Да се спомене ликот и делото на овие луѓе кои ги дадоа своите животи за Македонија практично, и затоа и самиот наслов на книгата на овој зборник на паднатите борци има символичен наслов "Нивната борба и пат",
наша сегашност и иднина. Следната монографско-публицистичка книга на моето творештво е практично една монографија со мал јубилеј. 10 години, мал, но вреден јубилеј, 10 години од работењето на фабриката за акумулатори Злетово, тогаш се викаше, во Пробиштип, која што во тој момент беше првиот позначаен објект стопански, финансиски моќен после рудниците Злетово, така да со одбележувањето на првите 10 години заслужуваше на овој стопански субјект во Пробиштип да биде запишан во монографија, што мене ми беше и предизвик, и затоа успеав заедно со колегата Блаже Спирков во еден одреден период на време да напишеме таква монографија, која што беше печатена во многу квалитетна печатница во Белград, Нови Дани, каде што навистина тоа представува книга не толку многу голема по содржина, но вредна и по квалитет и по документарноста што има од почетокот на изградбата на фабриката се до тие 10 години кои беа одбележени во 1986 година. Сакам во моментот кога почнувам со, според мојот личен хронолошки ред, најава на публикација, трета по ред од испишаните монографско-публицистички трудови мои, да напоменам дека таа се однесува на спортскиот дел, односно конкретно на фудбалот во Пробиштип, а фудбалот во Пробиштип сите знаат дека практично значи поиме фудбалскиот клуб Рудар. Ова се темели на основа на тоа што почетокот на мојата новинарска работа започнува практично со објавување на првите новинарски трудови во спортскиот печат на тогашна Југославија и Македонија, односно конкретно во Белградски спорт и спортската редакција на весникот Вечер од Скопје. Токму поради тоа и на годините на јубилеот, односно 50 години од формирањето на Рудар, и следуваше објавување на оваа моја монографија, која всушност е моја обврска, љубов кон спортот и кон се што се случуваше околу спортот и околу спортот во Пробиштип, со оглед на тогашниот момент на растежот на градот Пробиштип, кој што растеше и се создаваше со младите, со спортистите, при што водечкото место во афирмацијата на Пробиштип беше фудбалскиот клуб Рудар. И можам слободно да кажам дека Пробиштип тогаш го знаеа по Рудар, а не Рудар по Пробиштип. Бидејќи Рудар со своите резултати на почетокот како член на Штипскиот фудбалски подсојуз од некаде од 1954 до 60-та година, до 70-та година, 1970 година, најчесто се надпреварувал во рамките на така наречениот Штипски фудбалски подсојуз, кој подоцна го добиваше и имињата Брегалничка лига и така натаму. Па поради тоа и кога дојде времето за одбележување на еден јубилеј кој се совпаѓа со почетокот, односно на почетокот на 1947 година. Поточно на денот на трудот, тогаш особено ценет според состојбата и политичкиот систем на тогашната држава, 1 мај, и затоа Рудар е свечено од спортско друштво, физкултурно спортско друштво, во кое што имало повеќе спортови, на 1 мај, на денот на трудот, на големиот тогашен празник,
е издвоен како посебно друштво фудбалски клуб Рудар и е едно од првите фудбалски друштва, односно фудбалски клубови, дури и пред формирањето на фудбалскиот клуб Вардар, и затоа јас со гордост тоа го истакнувам во моите спортски фудбалски записи хронолошки, дека Рудар е првиот спортски клуб формиран во слободна Македонија, дури и пред најголемиот фудбалски клуб на Македонија Вардар. Токму поради тоа и на големиот јубилеј, кога се навршија 50 години од формирањето на фудбалскиот клуб Рудар, односно од 1947, значи до 97 година, 1997 година, на 50 годишнината, се роди кај мене идејата за објавување на еден поголем спортски преглед, стокмен на едно место во една книга, со многу резултати, фотографии, податоци од победи и порази и така натаму, со цел да остане трајно во спомен на сегашните и идните генерации на пробиштип. И затоа слободно можам да кажам дека објавувањето на книгата, за жал, во почетокот идеше многу тешко, особено најболното прашање, начинот на формирање, на обезбедување, не на формирање, на обезбедување на финансиски средства за издавање на монографијата, и затоа таа практично задостен со 2 години ја издадовме во 1997 година наместо 1999 наместо во 1997, кога е практично 50 години на фудбалскиот клуб Рудар. Но сепак, благодарение на најголемиот ас на фудбалот во Пробиштип, Сандре Маневски Мацола, кој не само што беше мој комши и мој миленик, инаку мој ученик во средното Рударско техничко училиште во Пробиштип, туку и воопшто како љубимец кој што го прослави и Рудар и македонскиот фудбал, благодарение на неговата финансиска инекција, односно практично најголем дел од потребните средства за објавување на оваа монографија 50 години ФК Рудар Пробиштип е обезбедена од големиот фудбалски ас Сандро Маневски Мацола, прославен и според многу анкети сигурно најпознатата спортска личност на Пробиштип на 20 век. Освен своите чекори фудбалски чекори во Рудар, Сандре Маневски ги има направено во најголем дел и најуспешно во фудбалскиот клуб Рудар, во фудбалскиот клуб Вардар, каде беше прв фудбалер од Пробиштип кој настапувал за најдобриот македонски фудбалски клуб во неговата историја, и не е ни изненадувачки што во генерацијата во која што настапуваше Сандре Маневски со своите 81 гол спаѓа меѓу 15 најефикасни фудбалери во историјата на фудбалскиот клуб Рудар, иако само 5-6 години престојуваше во Вардар, за да потоа настапува во соседна Грција и е првиот професионален фудбалер од Пробиштип кој што настапува за странски екипи во фудбалскиот клуб Пас Јанина, каде што исто така постигна огромни резултати и неколку пати беше прогласуван за најдобар странски фудбалер во Грција. Благодарение, значи, на Сандре Маневски и овој труд успеа да го напишам, да го објавам, да го испечатам и да остане трага, во која што книга покрај се друго за Рудар е напишано за сите фудбалери кои настапувале за Рудар во тој период, се до издавањето на книгата во 1999 година. Генерации на фудбалери од сите генерации, по пионерски екипи, младенски, кадетски и сениорски и јуниорски екипи на Рудар, и на сите луѓе околу Рудар, во Рудар и со Рудар биле
од преседатели на клубови, тренери и други помошни луѓе кои што помагале во остварувањето на резултати кои што заслужија да фудбалскиот клуб Рудар и има своја монографија која со чија монографија со која може да се гордеат сите спортски екипи во Македонија, бидејќи ретко кој фудбалски клуб од рангот на помалите градови како што е Пробиштип имат фудбалски, односно спортски монографии за своите спортски клубови. Затоа и за Рудар тоа го и заслужи и го остави. За жал, сега кога го снимаме овој спортски серијал на спортски успеси на Рудар, можеме да констатираме една жална ситуација во која што фудбалскиот клуб Рудар се наоѓа во после десетина години стагнација, се наоѓа во многу тешка ситуација, настапува формално во третата фудбалска лига, меѓутоа тоа е далеку од тоа што Рудар бил и треба да биде. Меѓутоа да се надеваме дека ќе се најдат сили и средства да и во иднина Рудар повторно се врати на старите патеки. Во склоп на монографијата за фудбалскиот клуб Рудар би сакал да го представам и проспектот Генерацијско фудбалско дружење, посветен на јубилеот 70 години фудбал во Пробиштип, каде е одбележана богатата фудбалска историја на клубот, која создаваа повеќе генерации на фудбалери и спортски работници, а овој настан беше крунисан со јубилејно дружење на една генерација на Рудар, која беше по желба, идеја и целосно покровителство на еден од плејадата истакнати фудбалери, Филе Диванисов, што заслужува посебно признание и почит. Следната монографска книга јас се одлучив да ја посветам на книга, монографија, која што ја чувствував како своја обврска спрема средината во која што поминав повеќе од 10 години од мојот работен век. Тоа е средното образование во Пробиштип како професор на десетина генерации ученици од гимназијата на Наумовски Борче и Рударско геолошко техничкото училиште во Пробиштип. Со оваа книга практично успеав да соберам податоци и да ги напишам сите до тогашни генерации, списоци на генерации, фотографии, многу документи, многу запишани настани од работата на ова средно образование и книгата носеше наслов 50 години средно образование во Пробиштип, со што се чувствував дека сум успел да го дадам својот придонес и на еден начин да се заблагодарам на можноста што работев со 10 генерации на ученици во ова средно образование во Пробиштип. Следната моја монографија, односно публицистичко монографски труд, е посветен на еден сегмент исто така битен како и останатите во развојот, растежот на општината Пробиштип и на Пробиштип како град и на граѓаните, жителите на Пробиштип, од најмладите до највозрастните. Имено се работи за состојбите, историјата практично на културата на Пробиштип, бидејќи во многу нешта Пробиштип со оглед на своето настанување како врсник на слободата во 1945 година, бидејќи Пробиштип е од ретките млади, нови градови, но меѓу најубавите градови во Македонија. Не е ова само субјективна оцена моја како жител на Пробиштип, туку на вистина тоа го покажале многу анализи и во тој смисол специфичноста на Пробиштип и во областа на културата е специфичен во однос на сите други помали или средно големи градови во Македонија. Така може да почнеме дека Пробиштип на културен план стартува, така да се каже, веднаш после формирањето на самата рударска населба во 1945 година, бидејќи
порано сум спомнал дека пред тоа постоеле само 11 изградени објекти во Пробиштип во кои што живееле рударите и се обавувале рударските потреби на вработените во рудниците во Добрево, а после тоа почнува растежот и формирањето на градот Пробиштип, односно како најнапред како рударска колонија, па рударска населба, за да во 1971 година Пробиштип прераснува во градска населба и е прогласен за град. Меѓутоа, да се вратам на почетокот на создавањето на културните активности и дејности во самиот град, односно во Пробиштип. Веднаш после ослободувањето, Пробиштип бил свртиште на голем број стручен кадар од сите крајеви на Македонија, посебно, а дури и од останатите републики на тогашна Југославија, од Словенија, од Хрватска, од Србија, кои што доаѓале, бидејќи Пробиштип бил место каде што се создавало нови услови на живот, нови изградба на нови објекти за живење, модерен град, современ град, со сите потребни инфраструктурни елементи на нормално живење, така да не е ни за изненадување што веднаш Пробиштип уште на почетокот ги развива сите културни дејности, сите занечески дејности, меѓу кои и културните дејности. Па затоа можам слободно да кажем дека веднаш од најблискиот град, односно најблиската градска развиена средина од градот Штип, најдобрите фотографи, најдобриот киноапаратери и така натака доаѓаат во Пробиштип и Пробиштип добива свое кино уште во 1946 година во така нареченото старо кино кој што и денеска постои во кругот на поранешните рудници Злетово, сега објекти на приватниот капитал, односно на рудникот Булмак, и може да се каже дека тогаш Пробиштип имал единствено кино и имал единствено занаечиски дуќани. Например, доаѓа фризерско-берберски мајстор од Штип, фотограф од Штип и така натаму, од Кратово фотографи исто така, и се населуваат во Пробиштип и се развива постепено културниот живот. И како резултат на сите тие културни активности и на младиот кадар што живее во Пробиштип, пред се тоа се младите рудари, членовите на нивните семејства, брзо се формираат и културно-уметнички друштва. Така да Пробиштип го има меѓу најмладите, најпрвите културно-уметнички друштва формирани 1948 година во Пробиштип, културно-уметничкото друштво Злетовски рудар, која со генерации потоа развива големи успеси со сите своји секции, драмска секција, културно-уметна игрорна секција, музичка секција, балетска секција. Пробиштип имала балетска школа уште во 1950 година и така натаму и така натаму. Сето тоа зборува за еден развоен пат на културата на Пробиштип во тој почетен период на формирање на градот како рударска населба, потоа и на вистинска, модерна, нова, современа градска населба, односно град, и затоа Пробиштип е меѓу најдобро урбанизираните градови и најкултурно познатите градови, така да културно-уметничките друштва од Пробиштип со своите успеси учествувале на многу фестивали, надпревари и така натаму, така да, например, културно-уметничкото друштво, односно драмската секција на културно-уметничкото друштво при рудниците Злетово учествува на фестивалот во Хвар, каде што ја представува Република Македонија, потоа на фестивалот во Требиња и така натаму на редица други културни манифестации, со што културата ја репрезентира не само во Пробиштип и во Македонија, туку и надвор од границите на Македонија, а во некој случај и надвор од границите на тогашна Југославија. Затоа културата на Пробиштип е слеана во оваа книга, која што го носи символичниот наслов Светлината, дух од времето. Самото тоа символично кажува се. Светлината е доаѓањето на слободата на Македонија после ослободувањето, духот, развитокот на душевните активности на градот и времето со
во која што се создавало, растело и се создавала и културата, односно историјата на културата. Затоа, јас како публицист, како хроничар на градот, сакав сето тоа да го ставам на хартија, да не се заборави, да остане трајно за овие и за следните генерации и благодарение на разбирањето што во тој момент кога сакав да ја напишам оваа публицистичка монографија, директор на Домот на културата беше познатиот културен работник, актер, артист, еден од најдобрите артисти во Македонија, Страшко Милошевски, кој широко ми ја прифати мојата идеја и со негова помош успеавме да направиме таква книга која што и денеска е гордост на сите љубители на културата и на историјата на културата на Пробиштип и затоа со гордост се сеќавам на тој момент и издавањето на оваа книга и го сметам за мој личен голем придонес во овековочувањето на се што се случувало во културата во општина Пробиштип во изминатите години на своето постоење, односно до времето до кога што е издадена, крајот на 20. век и почетокот на 21. век. Затоа со задоволство се чувствувам задоволен и среќен што сум бил во можност да напишам оваа книга, да го напишам овој публицистичко хронолошки труд кој што ќе служи на оваа и на следните генерации. Следната моја книга, иако мала по обем, но многу значајна според содржината и времето на нејното издавање, е книгата 1000 години Лесново. Што тоа практично значи? Тоа значи дека јас на еден начин сакав на најдобар мој начин да го изразам своето задоволство од можноста што ја имав да живеам во времето кога Лесновскиот манастир, односно Лесново, моето родно село, ја без скриена скромност сакам да кажам дека тоа е моје родно село и затоа сакам да се одолжам кон своето село, а и кон моментот и времето, затоа спомнав времето, 1000 години од христијанството, односно од 1000 години од активноста на Лесновскиот манастир, кој што настанал, како што е општо познато, како манастир, како објект во сегашната форма во 1341 година, што значи во 14. век, почетокот на 14. век. Меѓутоа, самиот манастир, корените на своето постоење биле во така наречениот храм Свети Архангел Михаил, уште кон крајот на 10. и почетокот на 11. век, кога се јавува и се јавува практично оној кој што го носи името манастирот Свети Гаврил Лесновски, односно се јавува тогашниот игумен или светец Гаврил, кој подоцна станал светец, и затоа ја сакам на еден начин да го одбележам тоа со еден траен спомен и како човек што потекнува од Лесново и како современик на времето во кое што се одбележува 1000 години од постанокот, односно од формирањето и активноста на Лесновската културна школа. Покрај надалеку признатата и познатата Охридска книжевна школа, втора по големина, втора по значење, втора по форми на постоење и активности е Лесновската книжевна школа, која што постоела во почетокот на 13-14 век во манастирот Лесново и не случајно Лесновскиот манастир спаѓа меѓу 4 најпознати културно-историски споменици на средновековното македонско сликарство и
религиозен живот и затоа велам дека со посебен пиетет зборувам за ова книга, за оваа мала, но вредна и значајна книга, која што го носи символичниот напис 1000 години Лесново. Кога сум кај неа и кога кажувам дека не можем да се одделам од субјективноста и пристрасноста, сакам да кажам дека на овој начин сакам да го дадам и својот долг, што го чувствувам како човек кој што се родил во ова село, бидејќи сум јас роден на 29. април 1944 година во Лесново, на само 100 метри од самиот манастир, и затоа сето тоа кај мене побудува моменти, чувства на одговорност, на желба, на страст и должност да објавам ваков труд, и затоа кога се реши да го напишам во 2003 година, кога се навршуваат практично 1000 години од постоењето и активноста на Лесновскиот манастир, кој во почетокот, како што реков, се вика Свети Архангел Михаил, а од почетокот на 14. век се вика Свети Гаврил Лесновски. И затоа јас, гледајќи и манастирот, а и самото село во кое што живеев, решив и да ја уредам книгата во два основни дела, во две целини. Во едната целина е опишана содржина, е опишан составот, содржината, жителите, бројот на жителите, семејствата кои што живееле, односно со еден збор ја посветувам на самото село Лесново, каде што точно се дадени кога е настанало селото, бидејќи Лесново се смета со самиот факт дека Свети Гаврил кога дошол во Лесновската гора како игумен, односно како светец, слугувал, односно како пустиножител токму во Лесновската гора, што значи дека селото е постаро и од самиот манастир, па затоа се смета Лесново едно од најстарите села во Македонија, бидејќи веројатно постоело уште во почетокот на 8-иот, 9-иот, можеби 10-иот век, бидејќи во 10-иот век кога доаѓа веќе селото постои. И е карактеристично за овој манастир што е изграден на крајот на селото, а во средината на селото, така да се рече, во самиот, не е како другите манастири обично ги граделе далеку од населените места, во непристапни тогаш места, во карпи, високи карпи, оделени планински ридови и така натаму, ова во самото село, и затоа и ден денеска лесновци се грижат за овој манастир како за свој манастир. А посебно сакам да бидам задоволен што јас со овој труд што го напишав своето село, исто така на некој начин со мало жарче придонесев во зачувувањето на се оно што го заслужува селото Лесново и манастирот Свети Гаврил Лесновски. Во тоа смисла, секако дека сите работи дадени во книгата се дел од мојата желба да тоа се истакне онака како што е напишано во сите трудови кои што успеав да ги најдам во опишувањето, и посебно ми е задоволство што успеав во него да напишам и резиме за самата книга и на странски јазик, односно на англиски јазик, за да можат да добие самата ова мала, но вредна, како што реков, книга и интернационален карактер, да може секој странец кој ќе се најде ова книга во негови раце, да може да свати што практично е напишано, бидејќи е тука тоа напишано и за селото, односно за манастирот, и за општината Пробиштип, и за општината Злетово, во чии рамки од секогаш спаѓало Лесново, и затоа посебно му давам интернационален карактер со објавување на резиме за целата книга, за општина Пробиштип и за општина Злетово, која што во еден период постоела како општина Злетово, а Лесново секогаш било или во општина Лесново,
бидејќи во еден период од почетокот на 20. век Лесново било општински центар во кој што спаѓале селата Луково, Близанци, Добрево и Древено. Тие спаѓале во општина Лесново. Таа е од тие тогаш први општини што се формирале уште во времето на турското робство во рамките на Скопската каза или Кратовскиот округ, али општината била во самото Лесново било и општински центар. А затоа сето тоа кога го гледам, јас сакам да истакнам дека Лесново е едно од ретките села сигурно, да не речем колку, можда меѓу првите 10 сигурно, ако не и повеќе, која што има своја книга, во која што има своја книга, свој грб насликан и го стави во книгата да се гледа грбот на самото село Лесново, со која што денеска можат да се гордеат сите генерации кои што живеат во Лесново, кои што живееле некогаш во Лесново или сега доаѓаат да го посетат Лесново, можат да го прочитат во оваа монографија која е гордост на мојата творечка дејност. Затоа уште еднаш сакам да кажам дека книгата 1000 години Лесново е книга со која се гордеам не само јас како нејзин автор, туку и селото Лесново, а и сите верници од општината Пробишти. Четири браќа Сонсонија за Македонија. Јован и Прохор, Јоаким и Гаврил. Четири браќа по 4 беспаќа, православие да садат, манастири да градат. Горе Коларско, Врвотилински, Гаврил изгради славен манастир. Знае небото кој е сведокот 8 векови слово, мое Лесново. Камбаните од Лесново, кораните во срцево, тука внатре ме клукаат, кревка душа ми пукаат. Силно ечат од Гаврила и ја будат Македонија. Памти Балканот и за каменот, а во кандило гори пламенот. Спијат книгите во прашините 8 векови слово, мое Лесново. Богородице мајко, чувај го Место-во. Богородице мајко, чувај го Лесново. Во рамките на овој аудиовизуелен портрет на моето досегашно творештво, редот според настанувањето дојде и на уште една спортска книга, односно монографија, после монографијата 50 години фудбалски клуб Рудар, која што ја издаде во 1979 година, дојде на ред и објавување на една книга која што го носи капиталниот наслов Пробишти, спортски портрет. Самото име и насловот на книгата ја дава и предстојната содржина на оваа монографија, во која на вистина се обидов да направам, да опишам, да создадам и да објавам еден портрет на едно спортско живење на една мала рударска населба од 1947 година па се до 2003 година, кога ова завршува собирањето на материјалите за оваа монографија. Со посебно задоволство работев на собирањето на податоците и информациите од навистина тешки состојби на можност, бидејќи не постоеше никаде претходно некаква пишувана монографско публицистичка дејност на оваа проблематика, освен спортските страници на тогашниот единствен весник во почетокот Нова Македонија, а подоцна и Скопски вечер,
кои што беа единствените извори од каде што можев да ги црпам спортските податоци за спортските резултати на спортските екипи од Пробиштип во разни видови спортови во поодделни периоди на време, некои со поголеми успеси, некои со помали и така натаму и така натаму, со тоа што нормално дека врвот на монографијата представува успесите на најважната споредна работа на светот фудбалот, како и секаде во светот, така и во Пробиштип, постоењето, работењето и резултатите на фудбалскиот клуб Рудар, за кого поопширно зборувавме во претходните издание на овој визуелен портрет преку претходните неколку продолженија на мојата монографска дејност, затоа што овдека се потврдив систематски да ги обработам сите спортски екипи и спортови кои што се појавиле на тлото на општина Пробиштип од 1947 година па се до 2003 година, односно најпрво фудбалот, а потоа доаѓаат и ракометот, и кошарката, и одбојката, и женскиот ракомет, и женската кошарка, и женски пливачките клубови, и женски и машки, па што е интересно за генерациите што ќе го слушнат ова и ќе го читат, е и ватерполо и пливачкиот клуб Рудар, кога покрај само езерските градови Струга и Охрид и разбирливо престолнината Скопје, единствен представник на Македонија во почетните периоди на надпреварите во ватерполо, во пливање и ватерполо, покрај езерските градови Скопје, Штип и Битола, единствено Пробиштип имаше своји пливачи, своји ватерполисти, кои во тоа време ја пренесоа славата и на овој вид спорт во Македонија. Подосна продолжува еден период, поголем период на постоење на фудбалскиот клуб Рудар, кој во рамките на така наречениот Штипски фудбалски подсојуз од 1958 година се до 1971 година се надпреварува и фудбалскиот клуб Рудар од Пробиштип во овој ранг на надпреварување под општото име Штипски фудбалски подсојуз, иако од време на време тој менуваше своето име и во Брегалнички регион и така натаму, но сепак се работеше за фудбалските центри во североисточниот дел на Македонија, од Берово, Делчево, Кочани, Пробиштип, Радовиш, Струмица и така натаму. Подосна настапуваат успесите и на останатите спортски клубови, а во еден период особено за истакнување е постоењето и активноста на одбојкарскиот клуб Рудар, кој што на одбојкарската екипа на акумулатори из Летово, тогаш не Рудар, бидејќи во почетокот бил Рудар уште пред да се формира фабриката за акумулатори, а со формирањето на фабриката за акумулатори таа стана спонзор на екипата на одбојкарската екипа на Злетово под името Злетово батерии, а потоа Злетово акумулатори, која што со успех се надпреваруваше повеќе години во фудбалското првенство во одбојкарското првенство на Македонија, при што и особено значајни резултати имаше на планот на пионерската, младинската, младите категории на спортските екипи на одбојкари, кои што израснаа подосна и во одбојкарски асови на македонската одбојка, меѓу кои заслугата најмногу и припаѓаше на тогашните наставници по физичко воспитување Димитар Атанасов Димче, потоа Драганчо Трајчев и другите, и Монче Симон Ѓорѓиев Монче, кои што покрај другите работи на другите спортови дадоа свој голем придонес во рамките на одбојкарскиот спорт, при што
татко, може да се каже, на одбојкарскиот спорт во Македонија со мали категорија започна Димитар Атанасов Димче, кој подоцна стана и тренер и на првата екипа во рамките на надпреварите на Македонската одбојкарска лига, за да во еден период со екипата работи и големиот фудбалски ас професор доктор Димитар Циев од Скопје, кој 2 години работеше како тренер на одбојкарскиот клуб Рудар, од одбојкарскиот клуб тогаш Злетово, и постигна одлични резултати, и тогаш се појавија и првите репрезентативци од Пробиштип, после легендарниот Димитар Алексов Мите, Грофот, како што го знаеме, а после него се појава цела плејада на одбојкари кои стана и одбојкарски репрезентативци на Македонија, и со тоа што одбојката ја презема тогаш улогата како најпоуспешна екипа и од фудбалскиот клуб Рудар, и со своите резултати на вистина тоа го заслужуваше, бидејќи израсна репрезентативци во еден период. Грото на репрезентацијата во одбојка на Македонија сочинува одбојкари од Пробиштип. Така да при еден одбојкарски надпревар на телевизија кој гледавме директен пренос од одбојкарската сала во Струмица, и во еден период од играта од 6 одбојкари 5 беа од Пробиштип во екипата на Македонија против Холандија. И тогаш на шега се јавува таткото, основоположникот на младата спортска генерација на одбојкари Димитар Атанасов Димче, по телефон ми вика: дали гледаш одбојка? Викам да, моментално. А гледаш ли дека да играт Македонија и Холандија, односно Пробиштип и Холандија? И се насмеавме дека на вистина од 7 души 6 беа браќата Стеовски, Алексов, Милков, Јосифов и така натаму, сите познати одбојкари кои подоцна стана и успешни интернационалци. Браќата Стеовски во Шпанија, а Јосифовски, Милков и други во другите земји на Европа како успешни интернационалци. Но одбојката на вистина заслужува толку внимание што и посветив, меѓутоа во еден период и женската кошарка во Пробиштип имаше големи успеси, кога имаме женска кошаркарска екипа во која што успешно се натпреваруваше во кошаркарската лига на Македонија, и во еден период и ја освојуваше шампионската титула на Македонија во одбојка за жени, и учествуваше на квалификационен надпревар. Екипата, значи, од Пробиштип учествуваше на квалификационен надпревар за влегување во повисок ранг на надпреварување тогашна Југославија во втората одбојкарска лига на Југославија, но за жал неуспешно во квалификацијата, бидејќи загубивме од подобро од екипата во Даниловград, од екипата на Црна Гора. Сепак и покрај овие спортови на вистина заслужуваат внимание, што доволно и посветив јас и во самата книга на спортскиот портрет на Пробиштип, каде свое место во одделни периоди зазема различни екипи. Така големи успеси имал во свое време, во некое време, во одредено време, и шаковската екипа од Пробиштип, машката ракометна екипа од Пробиштип, како што се спомна веќе женската кошаркарска екипа од Пробиштип, борачите на Рудар од Пробиштип, кои што има борачи од Вроен Дострап, така да и во чија чест и во Пробиштип се одржа еднаш и познатиот македонски бисер, се викаше тоа надпреварување, квалитетен меѓународен надпревар во кој учествува и борачи од меѓународната федерација на повеќе земји од Европа. Значи во еден период и борењето имаше свој големи успеси. Покрај борењето има успеси во одреден период и атлетиката, и каратето и така натаму. Кога сме кај успесите на останатите спортови, да забележиме дека многу каратисти од Пробиштип биле членови на карате репрезентациите во кадетска конкуренција, како што имавме и шаховски екипа на шахистки
и шахисти од Пробиштип со голем успех, така на пример на во женска конкуренција Силвана, презимето не можам да се сетам, моментално една Цонкинска, да, Цонкинска беше шаховска првенка на Пробиштип во повеќе наврати, а исто така и членка на шаховската репрезентација во кадетска, младинска, а и сениорска конкуренција, дури е единствениот дотогаш единствениот спортист од Пробиштип кој учествувал на светско првенство, односно на европско првенство во шах за жени, каде што исто така постигнала одлични резултати. Значи Цонкинска е една од највредните, најпознатите шахистки кои се појавиле во Пробиштип во овој период за кој што се однесува спортскиот портрет на Пробиштип, во периодот од крајот на 20-тиот и почетокот на 21-виот век. И секако дека и другите спортови имале своји значења од помала или поголемо со помали или поголеми резултати, особено на планот на работничките спортски игри. Редовно се одржуваат познатите работнички спортски игри во кои што учествуваа работните колективи со своји спортски екипи во разни спортови. А исто така и останати други спортски надпревари, особено во еден период на време од 1960 до 65 година, беа многу познати така наречените илинденски спортски игри во кои учествуваа спортисти и младинци од 4 града на североисточниот дел на Македонија: Пробиштип, Кратово, Крива Паланка и Свети Николе. Тоа беше вистинска спортска олимпијада на младите од овие 4 града. И сето тоа би можело да се спореди со една слика која што на Пробиштип му даваше портрет, односно му даваше наслов Пробиштип најспортски град во републиката со оглед на бројот на жителите кои што живеа во Пробиштип и екипите кои што ги дала, и со репрезентативци, така да ние имавме репрезентативци и во шах, и во кошарка, и во одбојка, како што реков, најмногу, а исто така имавме и во репрезентативци во фудбал. Во првата репрезентација на Македонија настапи Љупчо Наумовски, познат наш интернационалец кој подоцна продолжи да игра фудбал во Австралија и живее во Австралија, и потоа и Глигоровски, и браќата Игнатови, Стојанче и Давор, сите тие и ги бранеа и боите на македонската фудбалска репрезентација, како и Драган Трајчев, Ванчо Трајчев, значи Глигоровски, Ванчо Трајчев, браќата Игнатови и Наумовски, Љупчо беа репрезентативци на Македонија во фудбал. Да бе окружил ова спортска слика и за да ја даде малку и свеж карактер, бидејќи се однесува на, како што реков, се на спортот и спортистите од крајот на 19-тиот и почетокот на 21-виот век, сега би го обновил ова мое излагање на спортскиот портрет на Пробиштип со посебно задоволство да истакнам еден голем успех на еден наш млад спортист, млад, не толку млад колку што ентузијаст, а тоа е познатиот наш атлетичар, кој што сега се надпреварува на сите атлетски надпревари и во земјата и во странство, Иван Пешевски, кој што е првиот маратонец од Пробиштип кој претрчал на официјален маратон на надпревари, маратонско трчање. Вие знаете дека маратонското трчање изнесува 142 км и 195 метри. Тој успеа на Балканското првенство да учествува и да го освои 15-то место, што беше резултат, и е трет македонец кој го претрчал маратон на официјални надпревари, кој го претрчал маратонскиот. Пред него само познатиот Трпе и сегашниот најдобар македонски атлетичар се пред него, инаку он има трет резултат во маратон и за тоа заслужува сите честити. Не случајно намерно го оставив ова на крајот да ја освежам спортската легитимација и спортскиот портрет на Пробиштип со овој највреден резултат од најново време постигнат во текот на април 1924 година.
Ете, тоа би било се како заклучок на целиот спортски портрет на Пробиштип. Сега, почитувани на овој наш аудиовизуелен проспект или на исказ на општината Пробиштип низ вековите, со право доаѓа ред да ја представам во оваа серија, во оваа наша серија, да ја представам книгата Општина Пробиштип од 1955 до 2005 година. Тоа е периодот кога од постоењето и раѓањето на општината Пробиштип официјално од 1955 до до одбележувањето на 50 годишнината во 2005 година. Под наслов 50 години општина Пробиштип. Со посебна гордост, со посебно задоволство и почит спрема општината и градот Пробиштип, кој што ги сакав како што ги сака секој својот град, своето родно место и својот град на живење, се обидов да соберам толку многу податоци, информации, и со тоа собирање и барање на информации воопшто не беше лесно, бидејќи нема, за разлика од другите градови соседни големи, кога најчесто се луѓето, колегите се бават со пишување, имат претходно разни пишани документи или нешто за од каде што ги црпеа своите основни податоци. Јас се обидов да ги соберам овие податоци на мој единствен начин со последните искажувања на една генерација која што во периодот кога почнав да ги собирам беа завршните периоди на нивните животи, председатели на општина и слични други истакнати личности од општина Пробиштип, со чија помош, со чио усмено искажување успеав да соберам такви податоци кои што се граничат со можност да се дојде до истината со проверка на повеќе извори на информација, да успеам да ги соберам тие податоци и да во времето на собирањето на податоци единствената книга која што до некаде ми даваше насока во собирањето и правецот на собирањето на податоците за општината Пробиштип беше единствената дотогаш објавена книга која што на еден начин ја обработува општина Пробиштип, е познатата книга на познатите автори, професори, доктори на наука и така натака, книга под наслов Злетовска област, која што е издадена 1974 година, во која што е опишан Злетовската област, не само Пробиштип, туку Злетовската област во целина, но голем дел во таа област во припаѓа на општината Пробиштип, и затоа јас и од таму ги користив основните податоци, историските и архивските податоци за староста, постоењето, раѓањето, името на Пробиштип и така натаму и така натаму. Во таа смисла успеав сите тие работи да ги средам, да ги на еден начин ги постројам во строј и да ги хронизирам, односно хронички да ги поставам, да можат да следните генерации да можат да се служат со овие податоци. Затоа со особена гордост го изјавувам ова што го сега кажувам, дека вистинско задоволство ми беше објавувањето на овој мој труд кој го сметам јас можеби малку пристрасно, но сосема реално го сметам за мој капитален труд во кој што се обработена историјата на општината Пробиштип од далечните времења во средниот век па се до нейното излегување во 2005 година, во која што е опфатено создавањето на Пробиштип, створањето на Пробиштип како град, прогласувањето на Пробиштип за град, бројот на населението во Пробиштип, развојот на сите стопански гранки и останати дејности од сите сегменти на живење и опстанок на жителите на градот Пробиштип и на околните
37 населени места во општина кои ги опфаќа општината Пробишти. Кога сме кај тоа, да малку еден мал осврт да направам дека прв пат Пробишти во литературата се споменува со името од каде што практично јас го прифатив дека е тоа историското потекло на името на Пробишти, иако постојат и легенди, но тоа легендите се легенди, а вистинската историска подлога на името на Пробишти е со тоа што во 14. век некој си човек од Штип, Драгослав Пробиштитовиќ, Штит, значи од основата на Штитовиќ, купил имот во селото Пробишти. Тоа е еден предел сега во близината на термоцентралата, некогашната термоцентрала на Пробишти, преку реката од другата страна, и во документот за купопродажба е наведено дека го купил тој Драган Пробиштитовиќ, и после него почнаа да се населуваат и други жители од околните села, од Кундино, Плешанци и така натаму, и затоа после го добива името Пробиштиповиќ наместо Пробиштитовиќ. Почнале луѓе да викаат Пробиштиповиќ, пред се сигурно како влијание и близината на Штип, покрај Штип, како што вели легендата, пробиен Штип, демек кога бил тука некоја Штип, но настанала голема провала на облаци, големо невреме, и бил пробиен градот и се исилил на денешното локација на Штип, иако тоа, реков, тоа го сметам за легенда, но не и историска вистина. А историската вистина е ова што ја кажав, со името на, сврзано со името на Драган Пробиштитовиќ, под чие име потоа трансформација настанува наместо Пробиштип, и од тогаш го добива името Пробишти. Инаку, како општествено-политичка организација и заедница, Пробишти прв пат се појавува во почетокот на 20. век, кога првите, уште во времето на создавањето на турската, при крајот на турското робство, односно на муслиманската власт на Балканот, биле создадени најпрво 4 општини: Пробишти, Лесново, Злетово и Плешенци. И после еден период и Калниште, и од тие 4 општини подоцна прераснуваат во различни периоди, различно име добиват, за да во еден период тие сите општини спаѓаат во околија Кратовска, меѓутоа општините останале Троло, Злетово и Пробишти, 3 општини. Од тие 3 општини, Троло, Злетово и Пробишти, се создава во 1952 година, се оформуваат од трите општини. Во 1955 година се формира единствената сегашна општина Пробишти, која што го добива името општина Пробишти, и од тогаш како така со известни две промени, кога во еден период во општината Злетово се издвојува од општината Пробишти во посебна општина, но само по 4-5 години пак се враќа во составот на општина Пробишти, додека Троло отпадна како село, бидејќи не постои практично, постои во сосема мал број на жители, но останало во историјата како дел од трите општини кои ја создале општината Пробишти. Значи, Пробишти, Злетово и Троло ја создаваат општината, сегашната општина Пробишти, која што живее и твори во овој период од 1955 година се до денеска, и затоа во 2005 година Пробишти не на еден начин, туку на достоинствен начин го одбележа своето 50 годишно постоење. Затоа јас со посебна гордост и задоволство од можноста што имав можност да го по тој повод да го забележам и историски со издавањето на оваа монографска книга 50 години општина Пробишти, да дадам еден печат и основа за историјата на сегашните и идните генерации кои ќе се грижат и ќе сакат да дознаат што повеќе за општината Пробишти. Книгата навистина е вистинска енциклопедија, мала, така се каже, на општината Пробишти, во која што се дадени
сите сегменти на животот на создавањето на општина Пробиштип. Прво е дадена историјата на сите 37 населени места. За секое село се дадени основните податоци на број на жители, настанок на селото, потекло на жителите и така натаму, за да целото тоа завршува со едно резиме на целиот труд, резиме кој што успеав тогаш да го дадам, да го преведам и на 5 светски јазици, и на германски, и на англиски, и на француски, и на италијански, и на српско-хрватски, и на македонски се разбира, да е опишано резиме на развојот на општината Пробиштип, во која се дадени основните и најважни податоци за општината Пробиштип, која и денеска во 2024 година, кога го правиме овој аудиовизуелен запис за општината Пробиштип, е општина од висок карактер, од општина со висок стандард на живење, со општина и град општина што е за пример меѓу најубавите градски населби во Македонија, и Пробиштип не случајно го носеше името Пробиштип град на рударите, а во еден период со отворањето на фабриката за акумулатори, Пробиштип на тој епитет го додаде покрај градот на рударите. Пробиштип беше и градот на акумулаторската индустрија на Македонија и на тогашна Југославија, бидејќи фабриката за акумулатори тогаш Злетово, а сега Табмак Весна, Пробиштип се меѓу најголемите производители, најпознатите производители фабрики за акумулатори, за стартер акумулатори во југоисточна Европа, односно во југоисточниот дел на Балканот, и затоа во еден период тоа беше град на рударите и град на акумулаторската индустрија. Се надевам јас како кроничар на градот Пробиштип дека следната монографија што ќе се издаде сигурно на 100 години од постоењето на општина Пробиштип, мојот наследник ќе ја напише, ќе се служи со овие податоци што јас ги оставам како резултат на моето долгогодишно истражување од различни извори на информации, за да направи еден капитален труд, како и мојот труд за моето време, негов труд за неговото време, 100 години општина Пробиштип. Тоа е желбата моја, да следните генерации дочекат и општината Пробиштип да биде представена со своја монографија 100 години општина Пробиштип. Затоа, во тоа јас не само што се сакам да се оствари, јас очекувам и верувам дека еден ден тоа ќе стане стварност. Визуелниот и тонски запис за моето творештво го продолжувам со едно дело кое што завзема посебно место во мојата творечка дејност, во кое што со многу симпатии, но неизбежна пристрасност, сакав да го искажам своето искрено задоволство од тоа што припаѓав на една генерација од учителската школа во Штип, позната, легендарна учителска школа Гоце Делчев Штип, која што со гордост го носеше името Штипска учителска Сорбона. Во тој смисол, со посебна гордост и задоволство од оноа што го направив, сакам да ја образлажам и ова книга која што носи символичен наслов "Ние за нас", монографија за јубилеот на својата генерација во учителската школа во Гоце Делчев во Штип, 50 години од матура. Во оваа книга на вистина дадов се од себе да излезе на време и точно на моментот кога го одбележуваше оваа генерација
својот голем јубилеј, златен јубилеј, 50 години од завршувањето на учителската школа во Штип, со што го дадов својот личен придонес, а солидарно со сите мои школски другари од таа генерација, така што во оваа книга на вистина успеавме да направиме еден вистински спомен, алманах на една генерација, на нејзиното суштествување од самото запишување во учителската школа, текот на школувањето и потоа и прегледот на сите свечени, јубилејни настани при одбележувањето на 5 годишнина, 10 годишнина, 15 годишнина, 20 годишнина, 25, се до 50 годишнина, во која што преку многу текстови, лични биографии за секој ученик од генерацијата и проследена со многу фотографии на објекти од учителската школа во Штип, како и лични секојаш автобиографии на сите ученици, преку 70 ученици кои што ја содржи оваа книга. Успеавме да направиме таква една историска монографија, сопфатена со многу слики, со многу илустрации, со многу таблоа за генерацијата, со многу сеќавања, лични сеќавања од неколку познати колеги од генерацијата, но и професори од нашата генерација, чии на кој начин ние изразивме големата благодарност кон сите овие наши професори кои што не воспитуваа, образуваа да станеме она што станавме луѓе, односно учители. Посебна карактеристика за секој, бидејќи немаме време во ваква прилика да дадеме за поединечно, бидејќи тука е опфатена во книгата биографски податоци за секој од генерацијата. Сакам само да нагласам дека целата оваа монографија со списоците на ученици по класови, со списоците на наставниот кадар по предметната настава, е опфатена една цела плејада на ученици и професори кои што успеале да создадат од нас голем број на познати народни учители. Така да една од најголемите работи кои што се остварени на генерацијата беа сите постигнати успеси во рамките на ширењето на просветата и образованието на многу генерации од цела Македонија, а пред се во источниот дел на Македонија, од каде што доаѓа и најголем дел од учениците од оваа генерација во учителската школа Гоце Делчев во Штип. Посебна гордост што меѓу во оваа генерација имавме поединци истакнати на сите полиња на науката, спортот, културата, но најпред и пред се е што едно 30% од членовите на оваа генерација се здобиле со големото признание истакнат или особено истакнат просветен работник во образованието во тоа време на нашето работење. Едно од најпрестижните награди, не награди, туку признанија им се оддава на учителите, така во тоа време се уште ги викавме народни учители, кои што го ширеа воспитанието и образованието на многу генерации од сите делови кај што работеа во текот на своето работење се до пензионирањето, бидејќи оваа година на 50 години од матурирањето нормално се совпаѓаше и со заминувањето на оваа генерација во заслужено пензионирање, при што оставија длабоки траги во развојот и достигањата на степенот на образование и воспитание на многу генерации. Затоа со гордост и со посебно задоволство сакам да го нагласам
ово што го чувствувам кога ја објавив ова книга под символичен наслов "Ние за нас", во која што практично ние, преку своите искажувања, кажавме многу за нас и со гордост и желба да тоа биде пример и за многу генерации по нас. Својот монографско-публицистички опус јас го продолжив со објавување на две монографски изданија, една посветена на 45 годишнината на генерација на Рударско-геолошко техничко училиште во Пробиштип, каде што бев 12 години професор, и посветен на 45 годишнината, а потоа и издавањето на алманахот на оваа генерација, кој што се однесува на златниот јубилеј, односно на 50 годишнината од матурирањето на оваа генерација. Ова навистина го правев како наставник, како професор на оваа генерација, со генерација која што го заслужуваше тоа и гледано од моја гледна точка како нив тогашен професор, меѓутоа и од она што и ден денеска, и не случајно, првата монографија на оваа генерација, издадена во 2018 година, со која се одбележуваше 45 годишнината од матурирањето, го носи и символичното насловно кажување генерацијско заедништво и почит. На вистина, генерацијско заедништво и почит, генерација која што толку многу се почитува и ги одбележува своите јубилеи и која што тогаш навака донесе решение, односно одлука на самата генерација, на секоја година од 5 годишното јубилејно објавување од матурирањето на секои 5 години, да помине на одбележување на годишнините од матурирањето на секоја година. Така да и од 45, 6, 7, 8 и 9 и 50 годишнината ја одбележаваме со посебна ремек дело, така се каже, на мојата издавачка дејност, посветено на оваа генерација, кој носеше своето име Алманах, во која што беа содржани содржините и од претходната монографија Генерацијско заедништво и почит, и оваа монографија со тоа што беа проширени со научни искажувања на дел од генерацијата, кои што се постигнале во рударството и геологијата своји големи постигања, но и генерацијски доживувања на поединци од генерацијата, кое што го крунисовме. Ова одбележување се круниса со навистина нешто за Пробиштип единствено досега создадено, односно објавено и направено проекција на еден документарен филм во киносалата Рудар во Пробиштип, во кој што беше направен филмски преглед на целата генерација и на сите нејзини претходни генерацијски одбележувања на годишнините на одбележувањето од матура, така да ова што направи оваа генерација навистина и го заслужуваше да го круниса својот златен јубилеј со објавување и на документарен филм кој што остави длабока трага во културниот живот на општина Пробиштип, на која што во киносалата во Пробиштип беше доживеано како нешто посебно, како нешто што на оваа генерација тоа и го заслужува, бидејќи и мојот долг кон неа, јас го одбележам на тој начин што оваа генерација на Рударско геолошко училиште од вкупно 16 генерации, ова е 15-та генерација, која што е единствената, која што со себе има издадено монографија за своето работење, учење и објавување на годишнините и прославата на годишнините, која што единствено има
не една, туку две монографии, односно две монографски изданија и за златниот и за 45 годишнината од јубилеот од матурирањето, но и на последниот златен јубилеј 50 години со објавувањето на Алманахот кој го корнисовме со објавување и на документарен филм. Филм кој што си оставува длабоки траги не само како книга, туку и како филм за постоењето и работењето на една генерација од Рударско-ѓеолошкото училиште во Штип, кое што ги носеше во себе сите карактеристики на една навистина сложна генерација која што имаше многу своји успешни чинители, меѓутоа не може да не се каже дека мотор на оваа генерација или локомотива на сите објавени и односно сите прославени годишнини беше еден од членовите на оваа генерација, познатиот професор доктор Ванчо Чифлиганец, мој драг ученик со која што јас се гордеев дека сум му бил професор во средно училиште, а кој својата љубов кон својата генерација и кон својот град Пробиштип го изразува со тоа што ги објави, односно беше главен финансиер на издавањето на двете монографии за 45 годишнината и на 50 годишнината, односно објавувањето и на генерацијското заедништво и почит книга и Алманахот на генерацијата ученици од Рударско-ѓеолошкото училиште во Пробиштип. Затоа при оваа прилика сакам да го во името лично свое, но и во името на целата генерација да изразиме својата голема благодарност и за што имавме чест што во своите редови оваа генерација го имаше Иванчо Чифлиганец, моторот и локомотивата на оваа генерација, човекот кој што оставил голем печат и во градот Пробиштип и во сите дејности на своето суштествување како познат научник, доктор, професор на факултет во Штип, на Рударско-ѓеолошкиот факултет, но и како човек, хуманитарец, кој што и во Македонија, а и во Пробиштип ги покажа своите хуманитарни особини, помагајќи на многу членови од генерацијата во моментите кога за тоа имале најголема потреба. Затоа уште еднаш голема благодарност во име на сите ученици во оваа генерација и од моје лично име како професор на таа генерација за се оно што го направи оваа генерација и предводена од овој свој колега, својот соученик Ванчо Чифлиганец, професор и соученик на оваа генерација. Покрај веќе представените публицистичко-монографски трудови, Стојан Стефановски Лесновски е автор и уредник на поголем број помали печатени трудови, проспекти и документарни материјали, но секогаш со представување на општина Пробиштип. Првиот негов отпечатен и поголем репрезентативен проспект посветен на сеопштите содржини и настани од историјата на Пробиштип како град и општина е отпечатен во 1979 година. Потоа заслужува да се спомене мощно содржајниот проспект со текстови и фотографии, но и со основни статистички податоци на македонски јазик, но и на англиски, германски и италијански јазик. Проспектот е издаден на 8 септември 2005 година по повод јубилеот 50 години општина Пробиштип. Од областа на стопанскиот развој е издавањето на поголем број производно-рекламни проспекти за фабриката за акумулатори во првото дводецениско успешно работење. Вреди да ги споменеме и проспектите од областа на културата, представувајќи го ансамблот на народни песни
Злетовски рудари. Како и проспекти од областа на спортот. Професорот Стојан Стефановски Лесновски е роден на 24 април 1944 година во познатото село Лесново, општина Провишти. Основно образование учел и завршил во село Добрево и во Провишти, средно учителска школа во Штип, а филолошки факултет во Скопје. Иако по професија учител, професор, поголемиот дел од својот работен век го поминува во извршување на други работни активности, а најдолго, со привремени прекини, се занимавал и со новинарска и публицистичка дејност, како на локален план, така и како соработник, дописник на печатени и електронски медиуми во Македонија и Југославија.